На пат за Витлеем. Во некоја прилика се прикажувал во едно кино краток филм кој започнал со кадар од таванот на собата. Без детали, без бој. Само бел таван. Истата сцена се прикажувала цели долги 6 минути, кога гледачите на филмот почнале да се нервираат. Некои се пожалиле дека филмот е само губење време, а други започнале да се заминуваат. Наеднаш објективот на камерата полека почнал да се движи додека не стигнал до подот. Мало дете кое било со попреченост лежело смирено на креветот. Камерата потоа се вратила на таванот со следните зборови. Ви покажавме само 6 минути од секојдневните активности на ова дете. Само 6 минути од сцената која ова дете со попреченост ја гледа во секое време од својот живот. А вие се жалевте и не можевте да издржите ни 6 минути. Не можевте да издржите без да се бунтувате. Разговарајте за перспективата. Премногу сме зафатени со своите животи така што не успеваме, често и намерно, да ги видиме работите од перспектива на другата личност. Се вознемируваме, лутиме, фрустрирани сме поради другите, но не наоѓаме време да ги разбереме туѓите рани, туѓите неволи, туѓото гледиште. Има и такви кои постојано бараат нешто од другите. Очекуваат сите да ги исполнуваат нивните желби без да се обидат да разберат нешто поминуваат другите. Но Христос не учи, треба да бидеме полни со љубов и трпение, простување и разбирање, за да можеме да бидеме помош, а не товар за веќе и така постоешкиот проблем. Таквите ситуации барат од нас да се промениме самите себе, за да можеме да се грижиме за другите, исто како што прави нашиот Господ за нас. Постои една голема вистина, а тоа е дека никогаш не може вистински да се свати некој човек додека не ги погледнеме работите од негова перспектива, од негова гледна точка. Се додека не се обуеш во неговите чевли и не одеш со нив, нема да можеш да сватиш како му е. Ова е совршено подсетување за тоа зашто се подготвуваме на 7 декември. Што прави нашиот Господ за нас? Стана човек за да не спаси. Тој влезе во нашата кожа и се соочи со злото на светот, давајќи ни исцелување и поука. Се роди в пештера меѓу животни во штала, во најниска состојба според човечките стандарди, во свет што не е подготвен да го прими. Каков одличен пример за сите нас. Ни треба трпение, ни треба разбирање, треба помалку да осудуваме и да се обидеме да го видиме Христос во другите. Додека продолжуваме со божитниот пост, важно е да запомниме дека понекогаш треба да се ставиме во туѓа кожа за вистински да им помогнеме на другите. Не можеме да ги споредуваме проблемите или да кажеме ово е полош од тебе затоа што повикани сме на поголемо разбирање, а преку тоа и самите можеме да ја сватиме големината на благословите што ни се дадени и секако да му се заблагодариме на Бога што ни ги дал, за кои и самите не сме свесни. На пат за Витлеем.